Благодарам. Еве, ќе видам Само тренуток. Че имајќи предвид дека е предвидливо крајот на дебатата, според деловникот би требало во 18 часот да прекинеме доколку не се исцрпи цела листа, пошто е предвидливо, а имаме уште една точка, ќе завршиме со овие дискусии 20 што остануваат после Крајко Велиновски и наредната точка е Закон за извршување на буџетот. Така да, имајќи предвид дека е предвидливо текот на дебатата, затоа ќе продолжиме за овие две дискусии што остануваат. Поверите. Благодарам, еве, колку може ќе видам краток. Веќе 10-ти ден сме во расправа, 5-ти ден во однос на расправата за буџетот, а гледам дека веќе и господин Џафери кажуваат некои медиуми дека веќе е донесен буџетот за 2020 и закон за извршување на буџетот. Сега не знам зашто расправам. Па не знам ја што викат медиумите, јас сум на седница на собранието. Добро, ние читаме што гледаме. Па затоа, тоа сега не може да се мешаме. И втора една работа, дали е министерката за финансии поканета. И јас, како што знам, колеги пратеници, на ваков значаен документ, да не видиш на последниот ден кога се гласа буџетот, мислам недопустимо. Но сепак, тоа си гледа во однос на владата и Министерството за финансии, колку го почитува овој законодавен дом и личноста која Министерството за финансии го предводи. Јас и тогаш на Министерката за финансии кажав и ќе гледам да видам во глобала, не во детали од буџетот, затоа што во однос на деталите од буџетот секој од пратениците, од колегите пратеници збореше за образование, здравство, земјоделие и друго. Јас и тогаш и кажав на Министерката за финансии дека и ребалансот тогаш што беше, и сега буџетот нема да биде неистин направен. Него некој ќе го направи буџетот онака како што мисли, а таа само ќе го потпише. И тоа се виде и по овој буџет. Прво, најмалку е раздвоен, а за популистички буџет немало. Популистички буџет немало. Ти на насловната страна да кажуваш за буџетот, закон за буџет како што треба согласно деловникот да биде донесен, да ставаш да црташ таму, вложуваме во човечки ресурси. Па зарем претходните буџети не вложувале во човечки ресурси? Во какви ресурси вложуваат претходните буџети? Мислам дека првиот чин што се направи од Министерството за финансии покажа со првата страна, со насловната, дека е овој популистички буџет. Вложување во човечки ресурси со зголемување раст на пензиите, субвенционирањето на придонесите, раст на платите. За све ова, сегашната владеачка партија, која беше во опозиција, голема галама дигаше. И не прифаќаше ништо од тоа. Викаше како може да се вложи да се субвенционираат придонесите, да се дава од буџетот во ПИО. А сега гледаме дека може и тоа многу. Зошто? Затоа што има избори. Затоа што мислите дека на тој начин, условно да кажем, ќе ги подкупите гласачите и граѓаните. Не. Верујте дека нема да ги подкупите, тие си знаат. Јас сега се обречам за заменикот министер за финансии. Тие си знаат многу добро како им било пред 3 години економски, како им е сега. И околу го имаат верба. Во режимските трошоци од буџетот ги зголемувате и тоа многу добро. Затоа што тука не треба работа, не треба иновации, не треба идеи, а во капиталните инвестиции ги намалувате. И тоа ги намалувате, и тие што ги намалувате нема да се остварат. Зошто? Затоа што во наредниве 3 буџетски години капиталните инвестиции секогаш биле измеѓу под 50% реализација. Инаку овој буџет е 3,9, расходна страна, приходна е 3,6. Но не е само 3,9. Пред неколку дена заеми за задолжување овдека во собранието се изгласа за 300 милиони евра. И плюс, гледам на јавуваат градоначалниците, например, градоначалникот на
на Скопје најавува дека еве во јануари ќе доставиме нов заем за задолжување за нови 70 милиони за автобусите, не знам како ги крстил тој. Значи, тие заеми ти не ги кажувате. Во месец декември, покрај буџет од 4 милиарди, има уште дополнително пола милиарда евра, кои што владата ги доставува до собранието и треба да ги усвои за да може да ги троши владата. Зголемување на администрација. Вие, кој дојдовте одека на власт, кажавте дека ќе се намали администрацијата. Не да се намали, туку се зголеми. Гледаме огласите секој ден има овие дневни вестици, тие што излагаат, пола од дневните вестици се со огласи. Не се со вести кои што треба да бидат во дневните вестици. Пола се од нив со огласи. И тоа за вработување во администрација. За загадувањето. Господинот Драган Цуклев цело време ви кажува да кажете зошто се трошат и е дозволено сомнителни енергенси кои што се забранети во Европската унија, одека во Македонија да се дозволува да се користат. Кои се целите, зошто, ќе излези, времето ќе покажи, ќе кажи зошто се е направено тоа. А не се вложи ни најмалку во однос на намалувањето на загадувањето. Додуша се вложува, како беше пред една недела, изгласам одлука за прераспределба за 10 милиони евра во инверти. И тоа во однос на само на 4 општини. Не сегде во Македонија, него ко така владата одлучила во однос на тие 4 општини, без одредени критериуми, без одредени стручни анализи зошто во тие 4 општини. Капиталните инвестиции се 380 милиони евра, но нема реална подлога, нема идеи, нема проекти за каде би ги потрошиле тие 380 милиони. Затоа што кога ќе дојде после изборите, таа влада, таа партија што ќе формира владата, а знае народот, се има осеќај кој ќе формира таа влада, ќе мора брзо време да направи ребаланс и да го постави буџетот воз реална основа и воз реални економски параметри. Секој сака да вложува во човековите ресурси, но мора тоа да биде врз цврста економска основа. Да имаш реални приходи и реални расходи. Еве тука би прекинал и би кажал само едно: ако нешто не го направиш и не го убедиш народот 3 години, не можеш да го убедиш месец дена пред избори, без оглед колку вие ќе ветувате. И како што кажа, народот на 12 април ќе знае и ќе се одлучи кој најдобро економски поминал пред 3 години и кој денеска. Одлуката ќе види на народот. Благодарам.